Почитувани граѓани, Христос воскресе! Нека ни е честит големиот празник и нека Христовото воскресение донесе радост и хармонија во сите наши семејства, благосостојба и просперитет на Струмица и Струмичкиот регион и на цела Република Македонија. Почитувани, вечерва ќе ви се обратам не како градоначалник и не како политичар, туку како ваш сограѓанин, верен, православен христијанин. Вечерва сакам со вас да ја споделам радоста што ни ја причинува Христовото воскресение, но и она радост која е резултат на повеќегодишно планирање и цврста решеност. Конечно, заеднички да го оценуваме сонот на повеќе генерации струмичани. Сон за кој му се молевме на Господа да стане наше заедничко јаве. Денешниот голем ден ни ја дава смислата на нашето постоење и значењето на нашето вчера, денес и утре. И затоа, кога синоќа на полнок во црковните храмови, возлюбените служители Господови ни ја соопштија радосната вест за воскресението на Христа, дознавме по кој знае кој пат дека некој во наше име извојувал величествена победа. Со таа победа на животот над смртта, Исус Христос ни дарува спасение и живот вечен. Нашата бескрајна благодарност кон Спасителот треба да ја докажеме и искажеме со чисти души и срца, погребувајќи ги лошите мисли, без да им дадеме можност и тие да воскреснат. Да бидеме христијани не само со збор, ами и со дело. Токму со едно такво дело сакаме да му предочиме на Господа дека во овој град, со пребогата духовна традиција, постојат луѓе кои своето благодарам го кажуваат со оставање траен белек кој наоѓа свое место во збирката од вистински вредности оставени на оваа парче македонска земја низ вековите наназад. И затоа велиме, ајде да оставиме уште еден таков белек. Ајде да подигнеме Божји храм и во нашите срца и во центарот на овој наш преубав град. Ајде да го довршиме она што пред 18 години некој го започна само како зародиш на еден преубав проект, но од низа објективни и субјективни причини не беше реализиран. Ајде да сториме нешто што ќе биде истовремено добро и за Спасителот наш, и за нас самите. Минатото, сегашноста и иднината, денес, на сам ден, Велик ден, ги здруживме во една симбиоза. Точно напладне беа осветени темелите на новиот соборен храм во Струмица, посветен на успение на Пресвета Богородица. И со Божја помош, и со заеднички ангажман на сите возлюбени чеда Господови, веднаш по големиот празник, истиот ќе почне и да се гради. Воодушевува фактот, што може би е случајност, но јас би рекол дека е без друго Господова работа. Тоа што храмот започнува да се гради во годината кога одбележуваме 3 значајни јубилеја. 1650 години од погибието на нашите заштитници, светите 15 тивриополски свештеномаченици. 100 години од изградбата и осветувањето на црквата Свети Кирил и Методи. И 45 години од автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Духовните вредности што Струмица ги чува од памтивек до денешни дни, ни даваат за право да веруваме силно во ова што денес заеднички го започнуваме и заеднички ќе го завршиме. Ни даваат за право да бидеме убедени дека Струмица и струмичани заслужуваат достоинствен Божји храм. Ние, денешните граѓани на Струмица, преку овој храм ќе направиме вистински јазол меѓу аманетот од нашите предци и духовните потреби на нашите идни поколенија.
Наша желба и наша крајна цел е да создадеме свето место во кое секој ќе ја пронајде својата духовна храна. Истовремено, наша желба е струмица да остане кула светилник, која ќе раздава светлина на верата околу себе. Ако пред неполни 17 векови струмица била токму таква кула, тогаш зошто со местоположбата на новиот храм меѓу 3 булевара и денес да не раздава светлина на исток до Истанбул, на југ до Атина и на север до Белград? Нека се знае дека христијанските корени на овој град се цврсти и мощни длабоки. Кога зборуваме за храмот Успение на Пресвета Богородица, треба да се знае дека истиот ќе се гради на предвидената локација, на која во 1994 година беше ставен камен темелник и дека станува збор за првичниот проект според идејното решение на архитектот Јанко Константинов. За изградба на црквата обезбедени се сите неопходни документи, од одобрение за градба, преку целосна проектна документација, па се до сите потребни согласности. Околу црквата не е предвидено изградба на згради, туку целиот простор ќе има функција на амбиент кој во исто време и ќе релаксира и ќе овозможува динамика на движење. Според сите православни канони, влезот на црквата ќе биде поставен на западната страна, а олтарот на источната страна. Црквата ќе има и 2 споредни влеза од нејзината јужна и северна страна. Почитувајќи ги истите тие канони, храмот ќе има фасада изработена од материјали од природата, камен со тули од глина. Камбанаријата ќе биде поставена на југоисточната страна и истата покрај основната функција. Ќе има и простор видиковец за разгледување на градот и неговата околина. Црквата заедно со крстот ќе биде висока 53 метра, а камбанаријата ќе биде висока 60 метри. Во целиот амбиент ќе се вклучи и веќе постоечката црква Свети Григорий Палама и Свети Великомаченик Димитрий, а целиот околен простор ќе биде партнерно уреден со урбана опрема, клупи, фонтани и светилки, како и со тревнати и други хортикултурни површини. Тоа се почитувани основните податоци за изгледот на храмот, но со оглед на докажаната вистина дека сликата вреди 1000 зборови, ве повикувам заеднички да ја проследиме 3D анимацијата од екстериерниот изглед на Божиот храм посветен на Успение на Пресвета Богородица.